Нови социјални згради ќе се градат во Штип и Прилеп, најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој денес беше во посета на Кочани. Новата социјална зграда во Штип треба да обезбеди дом за околу 50 семејства, а наскоро треба да започне и постапката за избор на изведувачи на зградата. Новата зграда во Штип треба да се изгради во рок од 24 месеци. Очекуваме во текот на оваа година да започне реализацијата и во Штип и во Прилеп, што значи дека државата води грижа за ранливите категории на граѓани. Овие стамбени згради се реализираат и се градат со цел да помогнеме на граѓаните, да помогнеме на семејствата и кога станува збор за оваа политика, навистина сметам дека направивме голем исчекор. Значи во Штип се работи за околу 2900 квадрати социјални 2900 зградата е 2900 квадрати, во исто така и во Прилеп е толкава зградата, така да тука сте негде околу 50 на стамбени единици. Колку се оди проект треба да се заврши, да се отворат сите градби треба да се отворат до крајот на 2024 со рок на градење до 24 месеци. Така да до крајот на 2025 со ова динамика треба да имаме реално завршување на овој проект. Во изминатиот период стамбеното прашање го решава семејството од социјален ризик од 9 градови, а наскоро дом ќе добијат и семејствата од Кочани. Во минатото можеби во текот на еден мандат на една влада се градели и се распределувале една до две социјални згради. Ние успеавме во последните 4 години да изградиме и да распределиме 9 вакви социјални згради во 9 градови, каде што можам да ги споменам само Проби Штип во регионот овде, Виница, Свети Николе, Гевгелија, Неготино, Демиркапија, Струмица, Гостивар, Македонски Брод, се оние згради кои што ги изградивме и распределивме, а секако во наредниот период следува распределба на уште една социјална стамбена зграда овде во Кочани, која што е веќе изградена, има технички прием во Велес, при крај изградбата на социјалната стамбена зграда која што е најголема во Скопје. Инаку изминатиот период во источниот регион стамбеното прашање го решија семејства од Проби Штип, Свети Николе, а наскоро ќе се делат и во Кочани.